Согласно неговите ветувања и тези пред доаѓањето на власт, он сега требаше да ја распушти комисијата за историската комисија со Бугарија, со што договорот ќе беше ништовен. И да не преговара. Требаше да ја распушти историската комисија. И бидејќи таму нарачувал, собирал потписи за референдуми, и ти ми кажа, ме подсети дека Талат Џафери не му ги прифати наводно, сега има двотретинско мнозинство и може да спроведе референдум за раскинување на договорот со Бугарија. И он да не биде крив, ни владата биде крива, ни ВМРО ДПМН, туку народот ќе си ја пренесеме одговорноста и ќе гласа против договорот за добрососедство со Бугарија и ќе го раскинеме. За оние 430.000 луѓе кои што гласа за Мицкоски, ова е веројатно најболната тема. И намерно оставивме за крај. Како крај бе? Каде бе на крај? Крајот денешниот прес го коментираме до сега. Имаме уште за зборење, да. Значи намерно оставив за крај, затоа што проблемот со Бугарија суштина е во моментов едно од најгорливите прашања за македонските граѓани и можеби најмногу поради тоа сака граѓаните да го казнат СДСМ. И Мицкоски поднос на тоа прашање ветуваше брда и долини. Но очигледно единствено ветување кое што ќе го оствари ќе биде ветувањето кон Бојко Борисов дека сичкото ще подкрепи. Ја вчера го наметнав тоа као тема со Јакимовски, го искоментиравме на кратко затоа што ги немавме спремно овие материјали. Значи што прави он? Он најавува неколку дена дека на следната владина седница ќе се менуваат членовите на историската комисија со Бугарија. Проблемот во тоа е што таа најава значи дека историската комисија со Бугарија ќе продолжи да функционира. И во суштина од тој договор со Бугарија, историската комисија е најголемиот проблем. Сега, ајде да почнеме да ги пуштаме видеата и да видиме кој кажувал дека токму таа историска комисија е најголем проблем од позиција на опозиција. Едно младо голобрадо момче во 2017 година. ВМРО ДПМН има политички став дека неодговорната влада на Социјалдемократскиот сојуз потпиша штетен договор со Република Бугарија. Овој договор не ги задоволува националните интереси на Република Македонија. Народот не го поддржува овој договор, а стручната јавност има сериозни забелешки на неговиот текст. Договорот предвидува опасна можност за промена на македонските учебници и останатите идентитетски обележја, кои што се дел од нашето историско наследство. И 2017 година е ова. 2017 година е ова изјава. 2017 година е ова. 2 години подоцна. 2017 година. Зборишо. 2 години подоцна на средба со Бојко Борисов, Христијан Мицкоски казва дека по однос на договорот со Бугарија сичкото ще подкрепи. Ќе се подкрепи, да. Ајде да погледнеме. Вие подкрепяте ли договора за добрососедството меѓу Българија и веќе Северна Македонија? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепиме. И тука исто така не треба да има проблема. Това е многу важно да го знаеме, да се чуе јасно. Значи вика тука сичкото ще подкрепи. Ама тоа не е све. Се сеќавате дека Мицкоски организираше референдум за укинување на договорот со Бугарија? И се пишме. Не, се е власт нека го спроведе тој референдум и нека укине. Дај да слушнеме што викаше за тоа. Се донесе одлука да граѓанска иницијатива за собирање на потписи за распишување на референдум и во наредната недела ќе собереме најмалку 100 квалификувани потписи со што таквата иницијатива ќе биде доставена до собранието. Но оваа иницијатива прво потпишан ќе бидам јас, извршниот комитет на партијата, пратениците, пошто очекувам собранието во брзи рокови да ја легитимира и одобри иницијативата, пошто ќе започнат роковите за собирање на 150.000
потписи за распишување на задолжителен референдум. Повторувам, задолжителен референдум. Референдумското прашање ќе се однесува на договорот за добрососедство со Бугарија кој Заев го склучи со Борисов. Тоа е изворот и почетокот на сите проблеми за Македонија и основата по која потоа Бугарија ги темелеше своите максималистички барања и позиции. Затруеното дрво раѓа затруени плодови. Раскинувањето на овој договор ќе значи раскинување на барањата за промена на учебници, спорење на јазикот, историјата, културата и така натаму. Затоа референдумското прашање предлагаме да гласи и како такво денеска го усвои и потврди извршниот комитет на партијата. Дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, објавен во службен весник број 12/2018 од 18.1.2018 година. Ке го повторам уште еднашка. Дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка? Сега да не го слушам уште еднашка да кажува што планира да раскине. Ајде да го видиме што вика следно. Ова е септември некаде минатата година, октомври, негде пред кампања почнува и тука вика ќе го репреговараме договорот. Пушти. Следната влада на ВМРО-ДПМН е подготвена да седне повторно на маса со владата во Софија и да ги репреговара овие околности кои што ние цениме дека се асимилаторски и се кочница за патот на Македонија кон полноправно членство во Европската унија, а не помагаат да постигнеме еден вистински добрососедски договор кој што навистина ќе ги подобри односите кои што сега се на катастрофално ниско ниво помеѓу двата народа, македонскиот и бугарскиот, и помеѓу двете држави Македонија и Бугарија. Дали сме Ајде да видиме сега на власт што ќе прави Мицкоски со договорот со Бугарија. Дали на денешна владина седница точка на дневен ред е Историската комисија со Бугарија и незиниот состав и дали истата ќе претрпи промена? Во таа насока уште едно прашање е како ја коментирате изјавата на Драги Георгиев кој вели дека ја компрометирате комисијата? Јас господинот Георгиев сум го коментирал многу пати во минатото и жалам што тој самиот себе се компрометираше, немаше потреба никој да го компрометира изминативе години, коленичејќи пред министерски кабинети и премиерски кабинети, наместо да си ја гледа работата, но тоа е негов избор. Инаку денеска не беше на дневен ред комисијата на владина седница, претпоставувам на некоја од следните седници ќе се најде истата со новиот предложен состав. Сега. Ова значи промената во составот на комисијата, Историската комисија со Бугарија, значи дека Мицкоски има намера во целост да го почитува договорот со Бугарија. Ниту е влезен во процес да го репреговара, нити е влезен во процес да го укине. Дополнително, во Бугарија се сменија 20 влади. Не технички, не вакви, има таков народ, нема таков народ. Значи, карамбол беше. Ниеден член на Историската комисија во Бугарија не е променет. Што значи дека нивните членови на комисијата имаат континуитет во работата и целосна поддршка Не, од вака значи, државата. вака значи. Согласно неговите ветувања и тези пред доаѓањето на власт, он сега требаше да ја распушти комисијата за Историската комисија со Бугарија, И да со не што преговара. договорот ќе беше ништовен. И да не преговара. Требаше да ја распушти Историската комисија. И бидејќи таму нарачувал, собирал потписи за референдуми, и ти ми кажаме подсети дека Талат Џафери не му ги прифати наводно, сега има двотретинско мнозинство и може да спроведе референдум за раскинување на договорот со Бугарија. И онда не биде крив, ни владата биде крива, ни ВМРО-ДПМН, туку народот ќе си ја преземе одговорноста и ќе гласа против договорот за добрососедство со Бугарија и ќе го раскинеме. Значи тоа е, он можел да
зборел таму, јадел бубрези, сега е на власт, може да превземе, може да ја растури историската комисија и да воопшто не преговара. Он сега зашто вика? Се у моментот комисијата работи на прашањето за Гоце Делчев. Он сега вика, добро, работите за Гоце, ќе преговара, сега Мицковски ќе преговара за идентитетот на Гоце Делчев со негови историчари. Да. За идентитетот на Гоце Делчев не се преговара. И не сме да се преговара. Впрочем, имаше и протест на кој што сакаа наводно да го убијат, да му направат атентат. Протест на кој што го предводеше Мицковски и банерот напред викаше за Гоце Делчев не преговараме. Така беше? Така беше. Значи на протестот кој што сакаа да му направат наводно атентат. Сега, ако не се преговара за идентитетот на Гоце Делчев, тогаш таа комисија историска треба да се расформира, да се направи референдум, пошто има двотретинско мнозинство, да си распише референдум и народот да си заокружи дека сака раскинување на договорот за добрососедство со Бугарија.